Во клас од 12 студенти за работа на проект треба да се формираат групи од по 3, 4 и 5 студенти. Така што секој од студентите ќе работи само во една од групите. На колку начини може да се формираат групите? Ајде да видиме. Првата група на колку начини може да се формира? Значи, група 1 може да ја формираме на колку начини? Веќе правиме група по студенти. И не битно како кај раководството местото или редоследот на избор. Овде станува збор за комбинации. Значи, избираме од 12 3 кои што ќе ги ставиме во првата група. Имаме комбинации без повторување. 12 избираме тројца кои ги ставиме во првата група. Значи, ова е се комбинации 12 3 без повторување. Ова е 12 факторијал врз 12 минус 3 факторијал врз 3 факторијал. Ова е 12 факторијал врз 10 факторијал, 9 факторијал, извинете. 3 факторијал. 12 факторијал ќе го запишам како 9 факторијал по 10 по 11 по 12 врз 3 факторијал е 9 факторијал, 3 факторијал е 6. 9 факторијал со 9 факторијал се крати, 6 со 12 се крати, тука останува 1 во именителот, во брителот останува 2, имаме 20, па по 10 е 20, по 11 е 320. Првата група може да ја формираме на 220 различни начини. Значи, што ќе направам? Ќе искористам правилото на производ. Најпрво ќе избрам на колку начини може да ја направам првата група. Ќе изберам 3. Од преостанатите колку останува? Останува 9. Ќе имам 12, формирам група од 3. На колку начини ова можам да направам? 12 на 3. Понатака, втората група на колку начини може да ја направим? Рековме, кога сме ја формирале првата група, на колку начини може да се формира втората група? Правилото на производ. Преостанува 9, и од овие 9 избираме 4. Тоа го правиме на 9 на 4. 9 над 4. Тоа е, пак имаме овде комбинации од 9 елементи класа 4. Комбинациите ми се без повторување. Имаме 9 факторија врз 9 минус 4 факторија 4 факторијал. Имаме 9 факторија врз 5 факторија 4 факторијал. 9 факторијал можам да го запишам како 5 факторијал по 6 7 по 8 9. Имам 5 факторијал 4 факторијал ми е 24. Значи 4 факторијал 24. Можам да го запишам како, да речеме, 8 по 3. Сега можемо да скратим. 8 по 3. 24 можем да запишам како 8 по 3? Може. 5 факторијал со 5 факторијал се скрати, зашто го запишам како 8 по 3, да ја скратам. Ова можете да види како 6 по 4, че скратите се со 6, како сакате. Тројка со 9 тука. 1 останува овде. Имаме 3. Имаме 6 по 7, тоа е 40 и 2 по 3 е 126. Остануваат 9, овие 9 формираме група од 4. Третата група, колку остануваат? 5 минус 4 се 5, остануваат 5. И од 5 на колку начини од 5 студенти може да се направи група од 5 студенти? Тоа е на еден начин. Може да запишете 5 на 9 пак, но ова директно треба да знаете
дека е 1. Продолжуваме понатака, рековме ќе го искористиме правилото на производ, па така треба да помножиме ова по ова, па ни 1. Конечно, групите може да ги формираме на 220 по 126 различни. Значи, ова може фака слободно да го ставите. Ова е по 27.720 различни начини. Окей. Мора да правите разлика, формирате групи, имате комбинации. Во оваа задача вклучивме и правило на производ. Внимавајте по формирањето на првата група, остануваат преостанатите што не влегле таму, колку би биле? Например, ако прво формирате група од 3, 12 студенти, ќе останат од 9 да ја формирате. Како беше правилото на производ? За оваа задача тука постојат, за изборот на оваа постојат n задачи. Понатака, а за изборот на ова постојат k задачи. Ова може да го изведете само преку решавање на задачи. И добро да видите што се бара во задача.